Хеликоптерот го употребивме тогаш кога проценивме дека може да помогне во сечење на линијата на пожарот за да продолжи неговото ширење. Бидејќи на одредено растојание, неколку стотина метри од местото каде што сега е пожарот, најверојатно има садови со експлозив, со експлозивни гасови, односно плин или други деривати на плинот. И наша цел е пожарот, како што може да видите, да го прекинеме неговото ширење. Сметам дека тоа веќе успешно се прави. Колку за информација на јавноста, на местото на пожарот командува командирот на територијалната противпожарна единица од Тетово и целата координација се одвива со него. Хеликоптерот беше ангажиран по негово барање, инаку фрлање на вода од хеликоптер директно врз оганот, додека тој без не може на ваков пожар да направи контраефект и уште повеќе да го разгори, односно да го расшири пламенот на соседните згради. Затоа хеликоптерот исклучително прецизно беше употребен за сечење на пожарот. Ова е максимумот кој што во ваков пожар може да се добие. Немаме ниту еден загинат, ниту еден повреден, иако имаме неколку пожарникари хоспитализирани поради вдешување на гасовите, кои што можеме да ги видиме. Така што се што може една држава да преземе е преземано. Авион имаме на располагање, тој е бескорисен во ваква ситуација. Постоеше дилема помеѓу самото раководство на пожарникарите дали да се употреби хеликоптер. Дел од раководниот кадар сметаше дека штетата од хеликоптерот ќе биде поголема од користа. На крај најдовме едно средно решение да се употреби хеликоптер за сечење на оганот, не врз самиот оган. Значи со водата да го намокриме делот кон кој што оганот се шири. Како што може да видите покрај територијалната противпожарна единица од Тетово, овде имаме и цистерни од Скопје, Гостивар и по потреба и од други градови, но тоа е работа на градоначалникот. Градоначалникот според закон е тој кој што бара поддршка од соседните територијални противпожарни единици. Воедно побаравме поддршки од армијата, покрај војниците од Тетовската касарна, на пат кон Тетово и тим од радиолошко-хемиско-биолошка заштита. Тоа се луѓе кои што тоа е работа, може да направат едно првично испитување на воздухот, но воедно од страна на Центарот за управување со кризи се упатени барања до врвни стручњаци кои што се од полето на хемијата и институции кои што ќе направат детална анализа на самиот на воздухот. Доколку се разбира како Центар за управување со кризи, ние цело време повторуваме safety first. Најважно од се се животот и здравјето на граѓаните. Одреден материјал, гипс, картон и нешто слично, но повеќе детали треба да ни каже собственикот на фабриката, како и лицата кои што работат во оваа фабрика. Токму и затоа чадот е, да речеме таков, црн и густ. Но веруете дека во најбрзо време ќе имаме детални информации. Во овој момент за нас како Центар за управување со кризи е најважна координацијата на сите субјекти, бидејќи на исто место имаме повеќе различни институции кои што действуваат. И наша работа е координацијата, дока самото гасење на пожарот го командува локалниот командир на територијалната противпожарна единица од Тетово и тоа го прави на еден исклучително вешт начин. Ќе зборувам со тимот од АБХ, доколку успеам да обезбедам дозвола од нивните надредени, тие да објаснат процедурата. Јас зборувам за информации кои што ги имам од прва рака, од водникот кој што го вршеше мерењето, но веруете дека денес има соодветна модерна апаратура која што веднаш може да детектира отровни гасови. Зборуваме за отровни гасови. Можеби направив лапсус кога зборувам за штетни гасови. Било каков газ да се вдиши е штетно. Срекна околност се утрово тоа што гасовите, односно чадот, идеше директно нагоре, немавме ветер. Сега гледаме дека имаме ветер кој што го занесува чадот, но во текот на денот ќе имаме детална информација за штетноста на евентуалните гасови кои што се расширени во околината.